Колку Слушай, слушай, ама многу интересно, многу интересно. И седнувам поблиску. Дейт, состано ми го раскажи. Ама ова е првиот деј. Седнувам поблиску. Добро, не ми кажи, други. Поблиску и само осеќам. Значи, седнав скроз, не знам, онака залепен. И само осеќам. Ја, готово. И не верував, само сакам да ти кажам, што беше целата цел, не верував дека можам некого да сакам, оствари многу лесно после ми беше. Тоа е Да, са. живот. Се поминува, све се заборава. Ама и не треба ни да се каеш за ништо што се случило. Додека не си направил ништо лошо, не мора да се каеш, не извинуваш за тоа што го чувствуваш и го правиш. Значи, твојата љубов ќе заврши од кога ти ќе дознаеш ја како јадам амбургер, како што мислам, тогаш ќе заврши, сакаш да кажеш. Или но додека јас ќе ги дознам сите тие ствари за тебе, до тогаш ние ќе се зближиме толку многу и ќе имаме толку многу спомени за себе и толку да ме ќе се зближиме, ќе бидеме толку среќни што нема да има веќе врска. Ти како јадиш и како се чешлаш и така. Не, ја читам и окей, знаеш, онака, и како читам, така се замислувам. Него го боли глава, мене ме боли. Толку си се внесен. Јаде Орис, ја јадам Орис. Да, знаеш. Човече, знае, Да. Моментот, така. например, ова, например, моментот ти толку се, ја читам книгава и некоја сцена тогава, се чувствам која да сум била присутна кога тоа се случило и кога затворам книгата сум да бев во Истанбул сега, бев во Турција и се вратив back to reality, значи она баш се внесам целосно и после кога затварам книгата, знаеш, чекај кај сум. И ова кога отидов на диоптрија, ја носам од 6 оделение, 7 наочари, ми дадоа една фигура вака, една кучичка, вака, само линија, врата. И тука е на мачка. И ме вели, држи листот и јас си го држам. Ај сега доближи го, јас си го доближам. Каде е мачката? Ја велам внатре. Питам ми, да, каде? Ја мислев така треба. Внатре. Че од тука ја гледам тука. И концентрацијата на очите не е на една точка, туку се прави вака. Кога ми е блиску, мислам. Добро, ама сакам да кажам, има проблем кога читам, морам со паузи. Вака со прстот, професорке, не можам да читам веќе. Читай бе, тука ми вели, ајде. Ја уште два збора и пак не можам, велам, не гледам. И таа баш онака се уплаши, ама без наочари нема шанса. И морам со паузи, и тоа некако малце и ми губи малце време, не можам, например, се да прочитам наеднаш. Јас го сакав за... Прекрасно, тоа Да, свачиш што сакам да кажам? А како да го напишам тоа? Ама нема да ја преведуваш. Треба да напишеш кратко, ја и Ева заврши. Немам Две да реченици напише. Добро, сум имала можеби некогаш некој таков момент. Па немам Што стена. чувствуваш дори да пееш песна, таа приказка раскаже, ништо посебно не треба. Макар не мора ни да има врска со песна. Што ти чувствуваш дори ја пееш? Ај прочитај да видам што. Моја глупава ситуација. Ама како да, не знам што. Јас сам информиран дека за неколку часа мојата најдобра другарка ќе замине во странство. А јас
400 километри оддалечен од неа, без можност да ја испратам и да ја го кажам последното збогу. Знаев дека пак ќе ја видам, но по неколку месеци, а бевме како брат и сестра. Јас во странство, а таа што туку тргнала. Неколку дена наназад бе во некоја блага депресија. Сам во тогаш за мене се уште непознат град. Во огромна куќа со две кучиња. На сиот глас запеав, ти не си сама, јас сум со тебе. Може би звучи абсурдно, но во тој момент само јас знам колкава болка чувствува. Ништо посебно напиша, како да ти кажам. Ама не знам, немам таков, чекај. Слушај, вика, чад во темна соба и само звук на тишина и длабоко дишење. Потуени очи кои плачеле Аме цела малце ти вечност. трики тоа, малце си фантазира. Ја не сакам да фантазирам. Па не бе, не фантазирам, јас си ја замислувам. Значи викава, Па нешто сега што си замислуваш или што ти се случило, па ти се Ја мислам дека и кога ја пеам, ако замислам нешто и тоа треба да го опишам, нели? Александра. Не мора да значи дека нешто што ми се случило. гледај се, да ви прочитам само. Чад во темна соба и само звук на тишина и длабоко дишење. Подуени очи кои плачеле цела вечност, мислам. Шишето со водка скоро празно, а чашата полна, но смачено ми е постојано да ја кревам. Пепелярата полна со полуиспушени цигари. Се сеќавам на силата која ја имав додека бев со неа. Мислам дека може все. И како кула од карти ја градам фантазијата од спомени, како сеќе беше најубаво и ќе бев најсреќен. Но тогаш ќе дугне ветерот на самотијата и ќе ја сруши кулата која што мислев дека Абе, ја не сакам да кажам ја мои Чекај, ораторски тука способности, ништо не сватив. Кај си, што правиш ти тука? Еве, слушај. Само мисли чита. Слушај. Сцена треба, бе. Па сцена е ова. Не останува ништо освен гитарата која плаче со мене затоа што сум скршен. Ја мразам. Ја мразам. Многу ја мразам. Леле ме скрши, ме доведе до дното на мојот Леле, живот. како ја. This is too much. Не знам што да правам, леле колку ја мразам. Ја мразам. Ох, Боже, повеќе од сеа сакам. Како? Much. Олелеј. А уште тогаш песната беше мојот живот, па запеав каде песна моја и падна мојата прва љубовна солза. Ке ме убија. Не знам што да пишам. Биби, ова е многу тешка задача. Не можам. Да да биде врска. Мене помогаш. Ама вие многу лажете. Лажеш. Зошто да лажам? Лажеш, ти се обидуваш да го направиш, да го хиперболизираш, ама Ама не е нема. така, песната е Врска. Не ти верувам кога го читаш, просто не ти верувам.